работа верувам дека ќе имате, односно ќе имаме добар ден за работа. Тука е Маре, тука е Ирина. Знаете дека од минатата година веќе имате формирано секција на жени, имате председател. Ме радува што има и некои колешки што прв пат ги гледам, а планираме за наредниот период да се посвети повеќе внимание. Ние како председателство на СИЕР сме дискутирале за оваа тема со помош на Маре и со помош на фондацијата Олаф Палме. Веќе втора година сте активни на вашето организирање, да си ги кажете вашите проблеми, дали ги имате, дали ги немате, каква е вашата положба во вашата организација, дали сте доволно застапени. Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство на Македонија, СИЕР, веќе 5-та година спроведува заеднички проекти поддржани од фондацијата Олаф Палме од Шведска. Содржината на овие проекти не е определена од шведските партнери, меѓутоа главните насоки и главниот интерес на некој начин е определен, така што во последниве 2 години прашањето на родовите политики, прашањето на родовата еднаквост и проблемите во врска со тоа во општеството генерално се една од темите кои што имаат приоритет и кои што на таков начин стана дел од нашиот проект во Македонија, односно од проектот што нашиот синдикат го спроведува во Македонија во текот на минатата и оваа година, а очекуваме дека во ист правец ќе продолжиме и во наредната 2025 година. Имено како резултат или со поддршка на активностите во проектот, конечно во СИЕ реформирана секцијата на жените и почна со активности токму низ остварување на зацртаното во проектот. Одржуваме семинари, одржуваме едукативни активности од проста причина што главната цел на СИЕР е да го подобри и да го зголеми учеството на жените во синдикалните активности и присуството, односно бројот на жените во органите на синдикатот. Со оглед на тоа што СИЕР е синдикат, односно организација на база на зачленување и дека дел од структурите на синдикатот, односно дел од органите на синдикатот се станува низ синдикални активности и низ изборните процеси што се спроведуваат во синдикалните организации. Заради тоа, со овие семинари што ги одржуваме и со активностите што ги правиме, се обидуваме да ги охрабриме жените, се обидуваме да ги научиме на некои основни работи, на некои основни правила и да ги слушнеме и нивни и проблемите со кои што се соочуваат на своите работни места, од областа на дискриминација по родова основа, од областа на нееднаквост на родова основа и така натаму. И преку едукација, преку тренинг, да ги охрабриме за послободно, помногубројно и пошироко учество во синдикалните активности. СИЕР како дел од својата програма за едукација, во рамките на таа програма денеска одржавме една работилница на темата која што се занимава со прашањето за родовата еднаквост, односно на еднаквост на жените и мажите во делот на индустријата. Беа членовите запознаени со сите законски измени и дополнувања кои што беа донесени во минатите години, како што се Законот за еднаквите можности и права меѓу мажите и жените, измените на Законот за работни односи за еднаков третман и пристап на секој до работното место, и како и програмата која што се спроведува од страна на Министерството за труд и социјална политика преку именувањето на еден представник кој што ќе го води прашањето во случај кога имаме нееднаков третман, односно пристап или повреда на правото на пристап до работно место помеѓу мажите и жените. Покрај овие прашања, за кои што денеска членовите на женската секција при СИЕР Македонија беа запознаени, беше разговарано и во однос на меѓународната регулатива,
која што е исто така дел од нашето законодавство, бидејќи Македонија како земја членка со кандидат на статус за земја членка во Европската Унија е должна сите овие своји правила, закони, правилници да ги усклади со европската регулатива. Беше разговарано со членовите и во однос на проблемите со кои што реално се соочуваат, бидејќи сите тие доаѓаат од различни области на различни индустрии и во секојдневието се соочуваат со проблеми од најразличен карактер, а особено во делот на еднаквиот пристап до одредени работни позиции, бидејќи правејќи го оваа работилница и споредувајќи ги теоријата и праксата, односно статистичките податоци на положбата на жените, нивните работни позиции, плати во однос на мажите во Република Македонија, навистина разликата е огромна и сме далек, односно сме многу над европскиот просек, така да имајќи ги во предвид овие поразителни податоци, сметам дека овие работилници се од големо значење за да се подигне свеста, да се едуцира членството за добивање на подобри резултати и се надавам во иднина од идните генерации намалување на овие разлики како во платите, така и во работните позиции.